Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, добар ден, го слушате Пулт на Радио Слободна Македонија. Најпрво ви ги честитам божихните празници на сите верници од православна христијанска вероисповест. Во следниот час останете со овој политички магазин. Денеска ќе анализираме еден феноменот на социјалните медиуми, политичката сатира и се она што значи секојдневие на десетици, стотици илјади корисници на интернет во Република Македонија. Статистиката покажува дека дури 67% од корисниците на интернет во светот дневно се вклучуваат на некоја од социјалните мрежи. Какво е нивното влијание во Македонија и какво е влијанието на така наречените влијателни твитерџи и корисници на Facebook, кои сепак учествуваат во креирањето на јавното мислење, колку се тие вклучени во креирањето на политиките, каква е нивната комуникација со другите корисници на Facebook и на Twitter. Во мојата денешна анализа, мој гостин ќе биде Богдан Илиевски, познат како Бетмен Велит, човек кој е дипломиран архитект, блогер, корисник на социјалните мрежи и кој стана особено популарен во последно време откако почна да пишува и своји колумни и да биде дел од оној свет на политичка сатира. Со него ќе анализираме годината која ставаме зад нас и годината која е пред нас, какви се неговите очекувања. Останете со Пулт на Радио Слободна Македонија, почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин во Пулт, Богдан Илиевски, познат на јавноста како Бетмен Велит. Добре дојде во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре најдов. Бетмен, за некого се бомбите, за некого фабриката за афери, за најголем дел од луѓето кои ја следат политичката сцена во Македонија, договорот од Пржино беше настан на годината 2015. Така е. Што беше за тебе настан број 1? Мене ми е малку жал што се мораме да се ограничиме токму на овие случувања и од нив да бираме некаков си настан на годината. Немаме настан на годината во кошарката или во ракометот или не знам, ајде, не бев на премиерата на Чикаго пред неколку дена во театар, па би сакал за неј, јас зборам дека е можеби еден од настаните на годината, ама да, unfortunately, таква ни беше 2015-та и тоа зло не треба никогаш веќе да се повтори, па не знам сега хронолошки, ако одиме секоја појава на политичката сцена со својата јачина, ето можеби најсвежини се последните вложувања во индустријата и отворените нови фабрики кои што ги најдовме во Скопје. Бомбите си го имаја собствениот, не знам, моментум, за некого шарм, за некого не, онака договорот од Пржино, не знам, да нека се подзапржи уште малце па да го прогласиме за важен, нели се уште малку виси во воздух неговото комплетно реализирање. Така да, за жал немам настан на годината, целата година беше еден врзан настан кој што стварно не сакам да се повтори. Да се надеваме дека 2016 нема да биде толку политички оптеретена година. Колку политиката која што беше толку мачна во годината која што измина, а ги оптерети и твоите пишувања, и твоите колумни, и твоите следбеници, десетици илјади на Facebook и на Twitter. Па види, не може да побегнеш од тоа, посебно не јас како човек кој што сака да се бави со прашања кои што го тангираат општеството, кои што го допираат животот на обичниот човек. Не знам, имуни не беа ниту пејачи, ниту актери, луѓе на кои што, не знам, им влегуваа одредени ликови на пресконференции кај што промовираа овие песни или, не знам, своји уметнички проекти да бараат од нив политички став. Не па, нели, јас кој што и, јавно се бавам со тоа. И нормално е да си оптеретен, затоа што во едно општество како нашето, во кое што, неодамна го откривме интернетот и сега со помош на Facebook, сите притаени, не знам, експерти, шампиони во политичката размисла си имаат свој став, сите неодемократи или не знам како ги наречам тие луѓе кои што сметаат дека треба да го шират словото на слободата на говор и демократијата, си наоѓаат за сходно да, секојдневно дојдат и ме прозиваат мене без разлика од
на која вероисповест да припаѓаат во однос на нешто што им се допаѓа или што не им се допаѓа, и тоа влијае. Не може да се абстрахира човек тотално да го игнорира постоењето на таквите луѓе и таквите мислења, меѓутоа со тек на време сум научил да бидам малце повеќе имун на туѓото и да уживам во своето. Па да, трпелив треба да си кон најблиските, кон луѓето што си ги сакаш и кон себе си, а кон другите немаш обврска. Сепак си избрал своje име на суперхерој, па веројатно поради тоа имаш такви супер моки за комуникација, нели, дури кога си жестоко нападнат на социјалните мрежи. Кога одлучи твоето име да биде Бетмен Велит, нели? Зошто сметаш дека токму ти си црпнат за да бидеш еден суперхерој? Јас мислам дека не го недов јас името, туку дека името ме најде мене. И сега, како и секое дете, кое што си има свој херој, така јас сум имал различни во одреден период од животот бил. Татко ми во друг период Супермен, не знам, некој пат некои нинџи, рамбовци и така натака, меѓутоа од сите нив, ете и до стари години, Бетмен ми останал како символ на еден тивок хероизам, односно како човек кој што не инсистира на јавно признание, на конфети и не знам, церемонијална музика кога прави нешто добро, туку човек кој што верува во нешто и го прави тоа без оглед на околностите, така да таа тивка и малце темничка страна на Бетмен ми се допаѓаше, бидејќи колку го тоа да не изгледа така, не уживам премногу во јавните настапи или не знам, не сакам да собирам многу светла околу мене, повеќе сакам да правам нешто. Па морам да признам дека многу ретко те гледаме на интервјуа, во ТВ емисии или радио емисии, најчесто оние куси статуси, твои колумни кои што ги пишуваш за порталите, само на тој начин си присутен во... Добро, јас сум од интернет и тоа е мојот медиум и таму сум се навикнал и на формата, и на слободата, и на границите кои што можам јас да ги поставам, да ги диригирам, и сум одбивал и гостување и по телевизии, дури кај драги пријатели, бидејќи, не знам, тумач ми е, некој пат не сакам да се наметнувам или да станам досаден, или пак едноставно да пополнувам време кое што не можело да биде пополнато на некој друг начин. Сепак публиката на интернет не е за занемарување. Луѓето кои што бројките кои што ги имаш на луѓе кои што те следат и редовно ги читаат или коментираат на твоите статуси, дефинитивно значи дека си еден од креаторите на јавно мислење во Македонија. Добро, види, порано малце и се ежев од кога ќе слушнев таква квалификација за она што го правам, иако цело време сум свесен дека тоа е така, бидејќи сите тие луѓе на интернет се живи луѓе на кои што на добар дел од нив им значи она што го пишувам и го читаат и размислуваат за тоа, или па јас го правам истото кај други луѓе, значи имаме комуникација. Има добар дел и од оние кои што не премногу се занимаваат со суштината на напишаното, односно прочитаното, туку сакаат со еден лайк или со некаков си хаха коментар или со некој си поинаков коментар, само да партиципираат реда ради во дискусијата, онака, колку да осетат дека нешто направиле дента, пред да продолжат да се бават со другите работи. За нас, поемотивните, на кои што ни значи се што се случува таму, таквите луѓе не се секој пат благопријатни, ама ете се наоѓаат начини како да се справи човек и со нив. Ќе да прашам хронолошки за неколку настани од 2015 за кои ме интересира твоето мислење со оглед на твоето влијание во интернет свет. Бомбите значеа слушање редовно, речиси секојдневно на туѓи пристушувани разговори. Не слушнавме ниту еден разговор на Бетмен Велит, иако си влијателен во една средина. Зашто толку здодевно Бетмен зборува на телефон, што не вредеше да биде дел од тој серијал? Не ги слушнавме ние, меѓутоа нели има 600.000 разговори, па јас се надевам дека сум барем до толку важен за некој од тие 600.000 разговори да ме има и мене. И сигурен сум дека долго тие бидат пуштени во етер би биле баш интересни и содржајни. Јас знам да имам колоритни дискусии со моите пријатели на најразлични теми, така да ќе оставам обвинителката Катица Јанева, нека прелиста таму по тие 600.000 и за некој месец можеби ќе излезе и нешто мое. Зашто зборуваме со
зашто зборувам јас со моите блиски, не знам, си разменуваме рецепти. Некој пати си молчиме чисто да си ги осетиме енергиите, така. За поинтересни работи од оние кои што ги слушавме на бомбите. Ако не ги слушнаме тука, може ќе ги слушнаме од Србија или Косово. Па да, ако госпоѓа Јанева не ги најде, можеби ќе ми се јави некој пријател од Косово да ми каже дека имам убав глас и да ми каже колку мојот глас чини кај едни од нашите северни соседи. Ќе те замолам да го заборавиш локал патриотизмот и да ми одговориш објективно. Дали во Пржино или во Охрид се постигнуваат најдобри договори за излез од политичко-безбедносни кризи? Генерално, јас не би се врзувал географски толку многу. Најдобри договори за решавање на било какви кризи сметам дека би се постигнувале во кафеана. И цело време сметам дека ги грешиме објектите во кои што се вршат преговорите. Ете, Охрид е убаво местенце, вилата на председателот е стварно едно бајковидно место со прекрасен поглед, па и ден 15 години после тој договор се уште го спомнуваме и се договараме дали бил добар, дали бил доволно спроведен, неспроведен и така натака. Во Пржино не сум бил се уште, не знам дали е тоа за среќа или не, али па пржинскиот тек треба да почне да проводи, се уште патка, се уште е мало бебенце, тодлер, ако ќе проводи, вака нека заоди малку, па ќе видиме. Иако не би ми пречело да го збориме Пржино 15 години од денес, само да се случи нешто и да нема потреба од наоѓање на трето место. Од ревидирање на пржинскиот договор на 15 години од сега. Ако не може во Пржино, ако не може во Охрид, снеќе сега за да се иде на Шапка или на Маврово, Дојран исто ладно, Преспа езерото е далеку од градот, така да тешко дека ќе најдеме место каде што може да се договориме. А да се вратам на првичната теза, во кафеана мислам дека може и да го решиме и спорот со името, односно проблемот кој нашиот южен сосед го има со нашето име. Само треба да дојдат грците тука и да ги седнеме во едно ресторанче со пробано музика. Немаат. Таа стратегија не е примената. Јас сум убеден дека ако дојдат и се одважат, како браќа ќе си заминат од тука. Во 2015 добивме досега неколку невидени институции или политички поими, како што е специјално јавно обвинителство, дополнителен заменик, помошник министер, што имавме друго, кампер, контракампер. Можеш ли да дополниш листата на овие поими со некои кои ти си ги регистрирал годинава и кој од овие сметаш дека би било добро да си го задржиме и понатаму? Па листата е мислам постојано секојдневно дека ќе се надополнува зависно од тоа како новите просветители на времето нели биле Кирил и Методи, сега се тие Ван Хојте, амбасадорите на Европа и на НАТО и на Америка во нашата земја и тие го стимулираат создавањето на вакви на оваа нова терминологија. Докаде тоа ќе оди не знам, меѓутоа веројатно ако специјалното јавно обвинителство не ја заврши работата која што некој ќе смета дека треба да ја заврши, можеби ќе има поспецијално јавно обвинителство или дополнително јавно обвинителство, помошник, заменик на асистентот на дополнителниот заменски министер, докаде би одело тоа, не знам, веројатно до бескрај. Ние сме креативен народ, имаме и креативни помагатели во овој процес на досредување, доопремување на македонскиот јазик и терминологијата која користиме, така да за жал сум оптимист дека ќе имаме уште многу нови термини во имена. Можеме уште многу да придонесеме за лексиконот на Војаклина. Битмен преме куса пауза. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Се враќаме назад во студиото на Радио Слободна Македонија, разговарам со Богдан Илиевски, Бетмен Велит. Бетмен, во овој втор дел од нашиот разговор би се фокусирала малку повеќе на интернетот. Има ли доволно борци за слобода и за демократија на интернет или има потреба од враќање на задолжителниот воен рок? Убаво прашање. Дали има доволно? Има и премногу борци, меѓутоа кој за што се бори е стварно предмет за посериозна дискусија. На крај веројатно нема да се сложиме никој со никого, секој си верува во она во што верува и за секого гледиштето си е такво од неговата перспектива. Значи, она за што за некого е слобода на борба за слобода на говор и демократија, за мене е тоталитарно однесување, веројатно и обратно, некој чувствува па дека јас на бранењето на моите принципи е некаков апологетизам и тоа си е на крај на денот и легитимно право секој да си размислува како што сака. А немам ништо против да се врати
воениот рок и ослужувањето негово, бидејќи да, тоа е точно, кога ќе оповрземе со интернет и кога ќе размислуваме за онаа акумулирана енергија која што некој одлучил да ја троши, да дојде кај мене на профил и да се ослободи за да не посетува психијатар или да него ја канализира енергијата на друг начин. Веројатно, ако човек помине некои 6-7 месеци во војска, ќе размислува малку повеќе пред да одлучи, пред да се договори со себе како ќе се ја троши енергијата и времето. Ванковски имаше едно лошо искуство, но тоа не значи дека сите би имале такво. Може ли преку социјалните мрежи да се освојат силни политички поени и да се добија надеж дека ќе се добијат избори? Па добро, сега да бидам во духот на договорот од Пржино, треба прво да направиме попис на Facebook, да видиме колку милиони македонци сме на Facebook и колку од нив имаат право на лайк. Знам професорката Ванковска каков обид имаше, сега не знам, не беше премногу искусна веројатно во тој момент на социјалните мрежи или па така ја фати некоја полетност од активноста таму. Јас поинаку гледав и тогаш на тој обид и денеска стојам на истиот став. Бројките на интернет и се и не се релевантни, бидејќи да, факт е дека не знам, ете и мене луѓе знаат да ме препознаат на улица и дека тие се живи луѓе, 20 и кусур илјади, не знам, 30 на Facebook, кои што некако им бивам дел од секојдневието, зборам за себе лично, меѓутоа и не е нешто за кое што човек може многу цврсто да се држи или да се базира, не знам, идеја за некаква политичка кариера врз Facebook. Јас можам и да немам, не знам, 200, 300, 500 илјада лајка, ако имам добра идеја, ако некој кому што е стало го прочита тоа, може да ме пронајде, па да се здружиме или не знам како да се организираме како луѓе со сродни идеи, па она зашто, бидејќи јас не пишувам работи за да прибирам лајкови или за да фатам девојка или за, не знам, да си коригирам нешто кај себе си, не знам, дека ми опаѓа косата, па морам да имам 1000 лајка за да си ја смирам душата. Да, туку стварно мене реално и наискрено ме интересира оваа држава, многу си ја сакам и сакам да биде колку што подобра може да биде, а тоа во многу зависи од сите нас и на Facebook и вон Facebook. И без да се ограничуваме на тоа дали доволен број на следачи фоловери на Facebook се доволни за нешто друго, само добрата идеја и одлучноста и организираноста околу некој свој идеал или идеја се доволни. Дали често си мета на напади на партиски путови и колку очекуваш ова насилство од партиски активисти да ескалира во текот на изборната кампања која е пред нас? Зборувам само на интернет. Да, те разбирам. Не знам, не се грижам премногу околу тоа. Порано многу повеќе се не грижев, него ангажирав околу тоа и имам километри и километри буквално текст пишувано, обидувајќи се на луѓето да им објаснам дека само заради тоа што ние се разидуваме со нашите ставови не е причина да ја закрвиме работата или да видиме вулгарни и недолични едни према други или пак да си видиме, не знам, некој да си го земе правото да дојде и да ми го уредува профилот, бидејќи смета дека јас сум имал одговорност кон моите фоловери и пријатели а не знам како тоа треба да го изменаџирам во моментот и ми треба надворешен уредник, консултант да дојде и ми каже ама ти не треба да имаш ваков став, треба онаков став да имаш. Тоа е ама отсуство на било каков демократски капацитет кај и против секогаш на драго срце застанувам контра таквите луѓе, на која страна да се јас ќе бидам од спротивната, бидејќи на крај на денот се работи за принципи. Да, видовме дека слобода, демократија многу често се поистоветува со прогласување непријатели, луѓе кои што мислат поинаку. Барем во 2015 мислам дека тоа беше особено изразено. Добро, јас сум од интернет, ти си од телевизија, а телевизиите се непријатели, на интернет ете, медиумот цел не е Facebook прогласен за непријател, иако јас често сум бил сум го добила тоа црно знаменце, меѓутоа како да ти кажам, не се возбудувам воопшто околу тоа. На крај на денот секој има право да си каже што сака, меѓутоа за се што ќе каже има право и да слушне што другите мислат за тоа. А за политичарите тој ден е денот на избори, така да
тогаш се гледаат пријателите и непријателите. А што би напишал ти ако пишуваш изборна програма за изборите на 24? Прво би инсистирал некако да наредните да бидат или за 4 или за 8 години. Да одмориме малку. Да одмориме малце, бидејќи си има и убавини живењето во постојана кампања, тоа е што сите некако се поангажирани, сакаат побрзо да спроведат некои работи што можеби подосна би ги спровеле, или па се потсеќаат на некои работи кои што заборавиле да ги спроведат, па ги прават сега, што е на крај на денот окей, бидејќи нешто мора да се направи. Сега иде малку на посериозна нота да си го испеам и ова, нели, последно прашање. Све што воле млади, значи сакам да имаат повеќе радост луѓето во, не само младите, нормално во оваа земја. Сакам да си најдат или да си создадат работа, да си ја гледаат иднината тука, да се ангажираат околу себе си, да станат подобри луѓе и многу подобри луѓе заедно со, да не звучам сега преезотерично, или со така добра мисла, организирани еден околу друг, навистина може да направат убави работи. И верувам во добрите луѓе и сметам дека добрите луѓе на крај на денот ќе победат. Боби, ти благодарам што беше Пулт на Радио Слободна Македонија. Фала ти тебе. Останете со нас, продолжуваме. Назад сме во Пулт на Радио Слободна Македонија. Се надам дека уживавте во првиот дел од нашата емисија. Разговаравме со Богдан Илиевски, Бетмен Велит. Интервјуто може да го погледнете и на нашиот сајт. Во продолжение би сакала да го слушнеме ставот на професорката Тања Каракамишева во пресред на доаѓањето на еврокомесарот Хан најавено за идната недела околу 14 јануари. Во пресред на неговото доаѓање во Македонија, дел од медиумите блиски до опозицијата најавуваат дека треба да се случи одложување на априлските избори до 26 јуни. Ова експертите го сметаат за подготовка на теренот за ЗАЕВ да испорача ново барање за одложување на изборите. Ставот на ВМРО ДПМН беше дециден и јасен, доколку дојде до одложување на изборите, договорот од Пржино не важи, бидејќи сите рокови се врзани токму со датумот на изборите. Премиерот не треба да даде оставка на 15 јануари, туку треба тоа да го стори 100 дена пред изборите. Така што доколку изборите не се на 24 април, не би можело да дојде и до оставка на премиерот во предвидениот рок. Именувањето на министрите и замениците министри од Социјалдемократскиот сојуз исто така беше врзано со одржувањето на изборите на 24 април, така што ставот на ВМРО ДПМН беше дека доколку ЗАЕВ побара и доколку се случи одложување на изборите, тогаш и целиот договор од Пржино ќе биде вон сила. Предлагам да го слушнеме ставот на професорката Тања Каракамишева, која вели дека досега сите обврски, клучни обврски од договорот се спроведени и дека нема ниту една легитимна основа за да дојде до одложување на закажаните избори за 24 април. Не само што нема основа, туку нема и причина зошто да се одложат изборите закажани на 24 април. Ако се има предвид фактот дека сите најклучни обврски кои што беа предвидени во договорот се завршени, и ако се има предвид фактот дека сите политички партии, освен СДСМ, се за одржување на изборите во предвидениот термин. Значи, ако договорот од Пржино беше резултат на преземената политичка одговорност за тоа државата да се врати во нормалниот политички колосек, меѓутоа и нормалното функционирање на економски, социјален и друг план, тоа значи дека сите обврски кои што се предвидени во договорот мора да се спроведат така како што се договорени, затоа што политичката одговорност на лидерите е најголема, затоа дали државата ќе продолжи да се движи во политичка агонија, дали ќе се пролонгира заложничката драма во која што очигледно СДСМ ги стави сите граѓани и целата држава, или едноставно ќе се стопира тој процес на политичка агонија и државата после избори ќе почне нормално да функционира, односно ќе се врати во нормалната траса на функционирање на државата и на економијата и на сите останати сфери. Мислам дека какво и да е пролонгирање на датумот за одржување на избори, ќе значи уште една пропадната година на економски план, уште една пропадната година на политички план, дека самото пролонгирање ќе значи пролонгирање на обврските, финалните обврски од договорот од Пржино, бидејќи доколку премиерот нема
изјави и гаранции од лидерите на политичките партии, но и од меѓународната заедница дека избори ќе има на 24-ти, тоа значи дека и тој може да се однесува политички неодговорно и да не ја спроведе онаа обврска која што му е последна. И во таа смисла и понатака да влеземе во таа спирала на политичка агонија во која што веќе сме година и половина, можеби повеќе. Од тука мислам дека политичката одговорност на лидерите е голема, изборите мора да се одржат, ни еден ден не смее да се пролонгираат, затоа што тоа е во интерес на граѓаните и во интерес на нормалното политичко функционирање на државата. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, го заокружуваме ова издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Уште еднаш ви ги честитам празниците. Се надевам дека 2016 ќе биде успешна година за сите. Во ова издание го имавме Богдан Илиевски, Бетмен Велит, ја слушнавме и професорката Тања Каракамишева со незиниот став околу најавата за одложување на парламентарните избори закажани за 24 април. Останете со нашето радио, го слушавте Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.